Знаеме, и граѓаните и фирмите, дека работите од ден на ден стануваат се полоши, сега доби и статистичка заверка. Државниот завод за статистика објави дека македонската економија во првите 3 месеци од 2012 година има пад од 1,4%, а невработеноста истовремено се зголеми. Владата очигледно нема идеи како да се справи со оваквата тешка состојба, а при тоа ги игнорира добронамерните предлози на СДСМ. Без оглед на тоа, СДСМ ќе продолжи да предлага мерки за полесно преживување на 2012 година. Минатата недела предложивме 4 мерки за заштита и подобрување на животниот стандард на сегашните и идните пензионери, а денес продолжуваме понатаму со други мерки. Бараме владата веднаш да ги објави незините пресметки и предвидувања за тоа колкава ќе биде цената на електричната енергија на крајот на оваа година, а и до 2015 година. Република Македонија има преземено обврски кон меѓународната енергетска заедница, кој треба да ги исполни, а тоа директно ќе влијае во насока на поскапување на струјата. Владата мора да има пресметки и очекувања за тоа колкава ќе биде цената на струјата и тие незини пресметки и очекувања треба да ги објави. Граѓаните уште сега треба да знаат која ќе биде цената на струјата за наредниот неколкогодишен период, за да си направат пресметка и да одлучат кој енергенс им е финансиски најисплатлив, која ќе дојде следната зима, а и понатаму. Да одлучат што да користат за секојдневните потреби од енергија. Дали да се греат на парно грејење, да преминат на електрична енергија, да се греат на дрва, да користат сончева енергија или да се приклучат на користење земен газ таму каде што тоа е возможно. Следна мерка е формирање на ново друштво со доминантна државна собственост, кој директно ќе инвестира во производство на електрична енергија од обновливи извори. Години наназад слушаме за изградба на соларни централи, ветерници и така натаму, а конкретни резултати нема. Клучните проблеми се нецелосна и неквалитетна тендерска документација, нерешени имотно-правни односи, променливост на правната регулатива, променливост на договорената цена на енергијата, што се заедно доведува до несигурност и откажување од страна на инвеститорите. Мора нешто да се преземе за да се зголемат инвестициите. Државата има локации, наједноставно и најбрзо може да ги собере сите потребни одобренија и дозволи и има директна контрола врз МЕПСО и ЕЛЕМ, кои треба да овозможат продажба на произведената електрична енергија. Секој енергетски капацитет за производство на енергија од обновливи извори, откако ќе се изгради и ќе се стави во употреба, може да се продаде или делумно, или целосно, или да се даде под концесија, а со парите добиени од продажбата на овие капацитети да се градат нови капацитети. Со ваквата мерка не се руши слободата на пазарот и конкуренцијата, затоа што колку и да се произведе енергија, таа ќе се продаде по пазарна цена. Со ваквата мерка расположливите пари во буџетот ќе се користат за продуктивни намени, ќе се зголеми домашното производство, ќе се намали увозот на електрична енергија и повеќе девизи ќе останат во земјата. Следна мерка е реализација на проектот Градиме и учиме, со кој годишно ќе се врши реконструкција на најмалку едно училиште во секоја општина во Република Македонија. Реконструкцијата ќе вклучува првенствено подобрување на енергетската ефикасност. Тоа значи фасади, изолација, прозорци, врати, системи за грејење и така натаму, но не исклучува и други зафати доколку тие се неопходни. За оваа намена може да се обезбедат средства од меѓународните финансиски институции, а преку заштеда на енергија за одреден број години инвестицијата сама би се исплатила. Велиме годишно најмалку по едно училиште во секоја општина, за да се подобрат најпрвен условите за децата, онаму каде што тие услови се најлоши, во селата и по малите градови. Многу важно е за реализација на оваа мерка да се објавуваат поединечни тендери за секое училиште, за да можат и локалните градежни фирми да имаат добри шанси да дојдат до работа. Со оваа мерка продуктивно ќе се користат народните пари во државниот буџет, ќе имаме квалитетни инвестиции што самите ќе се исплатат преку заштеда на енергија, ќе се раздвижат локалните фирми и конечно децата ќе имаат подобри услови за учење. Конечно, парите од чекмеџето на државата
треба да се трошат за сите општини во Македонија, а не само за Скопје 2014. Со ова доаѓаме до 34 економско-социјални мерки што СДСМ годинава ги предложил на владата за полесно да се преживее 2012 година. Наредните денови ќе продолжиме и со други мерки. Благодарам. Дали имате некој прашање? Да. Мислам дека треба работата да се раздвои на два дела. Едно е генерално привлекувањето на странски инвеститори за земјата, значи генерално тоа е добро, меѓутоа при тоа не смеете да ги заборавите домашните инвеститори. Бидејќи домашните инвеститори, кои што го знаат амбиентот тука работат и се подготвени да инвестираат, можете да замислите колку тие би инвестирале кога би имале приближно слични поволности како што добиваат странските инвеститори, а би требале да имаат и исти погодности како странските. Тоа е генерално, значи добро е да доаѓаат странски инвеститори, меѓутоа самата влада ги убедуваше граѓаните дека од моментот кога ќе привлечете странски инвеститор до моментот кога ќе има конкретна инвестиција во земјата се потребни неколку години. Ако е така, резултатите од ова што го прави владата, дури и да се добри, ќе имаат ефект за неколку години. Проблемот, и тоа го правиме ние со мерките, е како да се преживее 2012 година. Затоа велам, владата нема идеи како да се справи со сегашната тешка состојба и таа практично си бара излез на некој начин и си создава чувство дека се занимава со нешто, меѓутоа не ги решава проблемите во земјата. Па вака се, јас можам. Значи, ВМРО ДПМН дефинитивно покажува од ден во ден дека веќе се оддалечил од сопствениот народ, опиен од власта и контактот со реалноста го има целосно изгубено. Тие можат да пребројуваат колку сакаат. На нивните лаги и манипулации ќе им веруваат се помалку луѓе. Граѓаните добро знаат и тие што беа таму и тие 10.000 луѓе кои што на интернет во живо го следеа митингот од Штип, знаат таму дека имаше 5.000 луѓе и повеќе. Меѓутоа што е најважната работа? ВМРО ДПМН може да пребројува колку сака. СДСМ си останува посветен на она со што се занимава, летово има намера да се занимава во континуитет понатаму. Тие нека пребројуваат, а ние ќе одиме и ќе имаме секојдневни средби со граѓаните, ќе ги прашуваме за проблемите, ќе им нудиме решенија и така ќе се обидуваме да направиме еден амбиент во кој што животот на овој неснослив живот за огромен број граѓани во земјата, да го направиме барем малку подобар. Дали имате уште некој прашање? Благодарам.